Деновиве се појавија проблеми со уличното осветлување на неколку улици во горниот дел на Струмица. Како што објавија од јавното претпријатие Паркиралиште, кои се задолжени за уличното осветлување во градот. Станува збор за два проблеми поврзани со уличното осветлување. Првиот се појавил на трафостаницата Олимписко село, заради диво приклучени домаќинства на електрична мрежа, а вториот проблем се појавил во трафостаницата кај Маларичната. Како што соопшти од Паркиралиште Струмица, во оваа трафостаница насилно е влезено и намерно е предизвикан дефект на делот за улично осветлување. Изгорено и уништено е електрично броило. Проблемот ќе бил саниран во текот на утрешниот ден. Граѓаните сметаат дека улично осветлување треба да има, бидејќи е неопходно за чувството на безбедност и поголема прегледност на улиците во вечерните часови. Нема улично осветлување, има веќе на близко 2 недели. Тука таа газда кажана тај електричара што е главен шеф. Вика затвори го вратата, децата ќе влезе. Вика ќе се врнат скоро. И onda негде се врне, правили некој нешто, не знам што се чека. Беше отворено. А он вика затвори го. Дали имате информации дека некој на диво се приклучувал до улично осветлување? Горе во Малта има некој, ама кој ќе најдеш? Темнина тука страшно да се ода. Момичетка си да работи, треба да дом да пречекам. Има кучина, темнина. Немаме, мислам да ти кажам, више 20 дена и више. Нема шо диво кога луѓето немат струја. Преклучува, не знам што е така. Не сака да се завршат работата и готово. И јас сакам пример плата да зимам, а дома да седам, не може така. Без улично осветлување се улиците Крушевска република, 5 ноември и улиците Димитар Влахов и Линденска, Плачковица, Славчо Стојменски и Бетовенова. Од јавното претпријатие Паркиралиште со апел. Апелираме до граѓаните кои на диво се приклучуваат на столбовите за улично осветлување и насилно и намерно предизвикуваат штети, да престанат да го прават тоа и да ги оставаат без улично осветлување граѓаните од горе споменатите улици. Во спротивно, ќе бидеме принудени да превземеме посериозни чекори, односно да ги ангажираме надлежните институции за нивно откривање и изрекување на соодветни казни. За случајот со диво приклучените на електричната мрежа, но и за упадот во трафостаницата кај Маларичната. Запознаени се и надлежните институции.